Ред видни оброк е граѓанска иницијатива која што трае веќе речиси 10 години. Во оваа иницијатива се охрабруваме едни со други граѓани, пријатели, колеги да се собереме заедно, да донесеме ресурси за готвење и да сготвиме оброци за оние кои што се најмногу потребни во нашиот град. Иницијативата почна пред околу 10 години, многу наивно, каде што две девојки решиле еден викенд да се приклучат на Љубезност, Сдруженијето Љубезност и да подготват 10 оброка кај нив дома. Во тоа време Твитер, тие споделиле на Твитер, сакале некој викендов да готви со нас, да ретвитнеме или да споделиме некој оброк. Наредната недела се приклучиле уште некои луѓе и после некоја недела дознав и јас за тоа и се приклучив и јас. Почнавме, како што кажав, неколку луѓе, моментално броиме над 6000 волонтери изминативе 10 години. Кога почнавме со 40 оброка, неколку мина од нас, секој готвеше од дома. После некое време Евангелско-протестантска црква Гласност ни ги отвори просториите да можеме да готвиме заедно. Тоа значеше дека сега нашиот труд наместо секој поединечно да готви, можевме да готвиме заедно и нашите оброци почнаа да растат. Од 40 стана 60, па стана 90, па стана 300 оброци неделно. Храната ја спремаме секој петок, се собираме тука каде што сме моментално и околу 10 на 15 души заедно работиме, припремаме околу 120 до 150 оброка. Добиваме уште 150 прилика оброка преку кетеринг, преку донација на други фирми, луѓе кои што готват од дома, некоја суплементираме со конзервирана храна, така да секоја сабота сабале обезбедуваме околу 300 до 350 оброци за луѓето кои што се во незавидна позиција, бездомници, социјално загрозени фамилии, самохрани родители, луѓе кои што се во година на пензија, немаат пензија, луѓе кои што имаат навистина потреба од некој да им помогне, како во овој случај. Како што кажав, Ред видни оброк е граѓанска иницијатива, тоа значи дека навистина зависи од граѓаните. Ние немаме организација, не сме никакво здружение. Тоа значи ако се појавиме овој петок, ќе има нешто. Ако не се појавиме, нема да има ништо. Функционираме на тој принцип на добрата волја на луѓето. Преку социјалните мрежи највеќе, преку медиуми како вашиот, луѓе не дознаваат и најчесто тие не контактираат нас и прашуваат можеме ли ние како група да дојдеме некој петок да сготвиме. И јас потоа им праќам листа на намирници ако се тие во можност да ги набават. И така да секој петок различна група што доаѓа најчесто ги обезбедува намирниците кои што ги користиме за готвење и доаѓаат луѓе буквално од секој слој, секој етникум, секој возраст во нашата држава. Сега имаме студенти од Универзитетот Мајка Тереза. Минатата недела имавме една фирма, претходно имавме средношколци, различни фирми и организации, значи имаме навистина луѓе кои што буквално од секој слој на општеството што волонтираат во Ред видни оброк. Она што мене лично ми е во преден план е дека кога ние готвиме за луѓе, ние готвиме за луѓе. Навистина не прави никаква разлика, не сме ни помислиле кои се тие луѓе, каква позадина имаат, на каква религија припаѓаат, дали воопшто припаѓаат на некоја религија. Она што мене лично сега можам да зборувам, она што мотивира е дека секој човек е создаден во образот Божи и јас го гледам како таков и едно што се нарекува златно правило, старо златно правило, тоа гласи вака: прави му на секој како што сакаш да ти прават тебе. И јас секогаш тоа е мојот мотив, што ако јас сум во таа позиција? Како би сакал јас некој да ме третира, како би сакал јас некој да се постави према мене. Затоа што верувате ми дека многу е лесно, слушајќи ги стотици приказни на луѓе кои што завршиле на улица, ние можеби некогаш се чувствуваме непобедливи, а животот малку треба да фати една кривина, да не занесе и да завршиме во многу слична позиција. Така да на таков начин функционираме. Имаме луѓе, како што кажав, од секоја позадина, имаме кои што готват, имаме луѓе од секоја позадина на која што им готвиме. Така да Ред видни оброк е иницијатива од граѓаните за граѓаните. Храната ја служиме долго време. Луѓето кои што ја примат, голем број од нив бездомници, веќе знаат за нашата иницијатива, веќе знаат за љубезност кој што прават многу повеќе труд вложуваат околу само храната.
И така да они се информираат едни меѓу други и често пати и кога ќе дознае некој нов човек, тие сами се комуницираат помеѓу себе. Така да они немаат проблем за да се информираат кога и каде ја делиме храната. А како што кажав, значи почнавме со многу малку оброци, со 40-50 оброка, а моментално имаме околу 300 до 350 луѓе кои што ги обслужуваме секоја недела. Половина од нив доаѓаат кај спомен куќа Мајка Тереза и ми даваме храната таму. Другата половина волонтерите на љубезност возат низ Скопје на различни локации и ја доставуваат храната на луѓето директно од причини некои од тие луѓе се со хендикеп, некои се стари, некои се родители со дечиња што не може да дојдат и едноставно се трудиме да избегнеме да создаваме голема гужва во центарот на градот. Знаете, често пати гледаме и слушаме колку се лоши нештата во нашата држава и можеби тоа и е точно, но таквиот став може нас да не обремени и да мислиме дека човек не може да направи ништо во врска со тоа. И вистината е дека ние не можеме да направиме се. Јас нема да сменам ничи живот од корен. Но ако некој од нас вложи малку труд и денот го направи на еден човек, тогаш навистина вреди да се вложи тој труд. И има една анегдота, една приказ на дете шета на брег покрај море. И има илјадници морски звезди кои што морето ги истуркало на брегот. И дето зима една по една ги фрла во морето. Поминува човек и му вели, вика, дечко, џабе го правиш тоа, гледаш дека не можеш, има илјадници, не можеш да ги фрлиш сите. Тој вика, не можам сите, ама тие неколку што ќе ги фрлам, ќе продолжат да живеат. На таков начин ние гледаме дека да, ние сме ограничени со нашите ресурси, со нашето време, не можеме на секој да му помогнеме со се што има потреба, но она што можеме да го направиме, ќе го направиме и така да, ако сите имаме таков став, можеме да направиме многу. Здраво, јас сум Зимера Саити Мусли, професорка на Технолошки факултет. Денеска дојдовме со студентите на место настава да готвиме за луѓе кои имат потреба. Значи, за оваа иницијатива прв пат слушнав од една другарка која работи во фирма и ова ни е трет пат што доаѓаме со студенти и ни се допаѓа многу и на студентите им се допаѓа, а и е многу убаво и за нив за да научат начини како да придонесат во нашето општество. Значи, ова иницијатива е многу убава и сакаме да ја поддржиме и не ни треба да вложиме многу труд за да помагаме, ни треба да одвоиме само 2-3 часа еднаш или два пати во годината. Мислам дека на нашето општество потребно му е помош, а исто така гледам дека има волја за помош, само треба повеќе организација.